Но еве уште една говорничка овде со нас, Анита Пешева, која што е председателка на МАСИТ со силни дигитални вештини. Ве гледам дека не се согласувате со дел од моите коментари, дали има или нема доволно жени и дали ќе заостанат во тој дигитален јас. Меѓутоа, вие сте воедно и имате своја, работите со компанија во оваа сфера. Слушајќи ги сите овие говорници, политиките на владата ги слушнавте, Нина, и предизвиците во делот на трговија, женските бизниси на крај повторно се сведува на тоа дека им се потребни грантови, поддршка, финансии за некаков развој. Кои се можностите еве во сферата во која што ви прави владата во овој дел? Кој е вашето видување? Повелете, Анита. Благодарам. Најпрво да поздравам првата дама Елизабета Ѓорѓевска, да ја честитам за ваква едно покровителство, потоа господја Малевска и јас, на кој што навистина гледав и вашата веб страна, дека многу имате опфатено многу теми и многу работите и секоја чест такви организации навистина ни требаат. Јас да ви кажам, 33 години сум во бизнисот. Ја веројатно сум една од првите жени кои што завршија информатика во Македонија и можам да ви кажам дека во овие 33 години имаше разни фази на тој процес. Со тоа што јас и како председател на МАСИТ и на многу вакви конференции одам и сум ментор за помлади девојки за да одат да се запишуваат во IT секторот, можам да ви кажам дека дигитализацијата некако многу широко ние сите ја гледаме. Ако зборуваме за тоа што го зборувавте, што рековте, не се сложувам, ги знам јас бројките на европско ниво, дека се 17% во IT секторот жени, тоа зборуваме ние за жени кои што завршиле факултет за информатика и дигитални вештини. За тие 17% на европско ниво, знаете кои највеќе допринесува? Романија, Бугарија, па и овој балканскиот дел. Бидејќи ние, девојки кои што имаат завршено и кои што работат во IT секторот, се околу 34%. Значи, во компаниите компјутерски зборуваме. Значи, јас за тоа би го одвоила тоа и ние сме многу понапред, дури и од една Холандија и од Белгија. Ако ги видите одвоено бројките, ќе видите дека тамо не е така. Јас дури еве сега и последните ги имам податоци кои што се од студенти и студентки запишани на сите универзитети, од ФЕИТ, ФИНКИ, и значи глобално бројките се многу интересни и кажуваат предноста на жените и колку младите девојки се попосветени на завршување на студиите. И можам да ви кажам дека секогаш 2,5 пати се запишуваат на овие факултети повеќе машки. А интересно е дека скоро идентично завршуваат. Значи, ќе се запишат, али тие девојчиња кои што ќе се запишат, повеќето од нив, скоро 70-80% завршуваат. Така да бројките растат. Еве сега ќе ви кажам, значи последните бројки се од сите универзитети се запишале девојчиња 607, 1346 машки, од кои што женски завршиле 230, а 300 завршиле и 10 машки. Така да тоа кажува дека почнува една, кога јас студирав, тоа не беше така, мислам, апсолутно не беше така. И до пред 10 години не беше така. Сега тука, ако земеме во предвид дека IT компаниите се најбрзо растечки, можам да ви кажам дека минатата година направиле промет од 1 милијарда евра. Значи, 1 милијарда евра имаме околу 1900 компании, IT компании во Македонија, со тоа што во IT компаниите, значи, нема никаква разлика и такво некакво омаловажување во однос на платите, на дали е женско или машко. Јас и водам компанија и знам дека тоа никогаш не е предност, него квалитетот е предност. Во тој смисол има еден само тука тажен момент, што сите 88% од компаниите во Македонија работат за странство, не работат за домашниот пазар. И тоа е исто една работа
која што треба да се земе во предвид. Затоа дигитализацијата на администрацијата не ни оди, затоа не ни оди, бидејќи тие компании, тие млади деца што може да работат за Америка, за Блиски Исток, за Австралија, тие не работат овде воопшто. И со Нина бевме, особено па фриленсери, колку имаме, дури не знаеме во колку заработуваат преку некакви си други платежни системи, каде што дури не се ни евидентирани во државата. Ги нема податоците ни во Народна банка никаде. Значи, прво и основно, тоа што секогаш го зборувам, ако сака жената да биде независна, таа треба да биде финансиски поткована. Можеме ние до 100 конференции да си правиме, да протестираме, се тоа можеме да правиме, но сепак финансиската независност на жената ја прави да биде рамноправна. На друг начин нема. Јас мислам и секогаш сум и ментор и предавам и на фејти, на финки, на млади девојки и дури гимназија во Корчаген предавав и за младите девојки да се стимулираат да одат во ИКТ секторот. Бидејќи тука нема да имаат никаков проблем. Да ви кажам дека годишно по 600 инженери фалат во Република Македонија. 600 инженери сме минус, платите се достигнати до небо. Скоро 1800, според Заводот за статистика, скоро 1800 евра бруто е просек плата на инженер. И тука нема машки и женски, тука е се исто. Сега, втората работа, мислам дека тука добро напредуваме и растот на индустријата расте годишно по 10%. Во ковид времето на вистина многу пораснавме сите. Тоа е неминовно, ќе дојдеше до тоа. Но неминовно е дека помогна ковид кризата за жал и за среќа на IT и на целата ИКТ индустрија. Тоа што би го сега овдека би се задржала, ние зборуваме за IT, во новите вештини на ниво на свет, значи во Америка, секаде каде што имаме сега друг еден процес, на artificial intelligence, machine learning, имаме дата анализи. Ние на ниво на свет само 5% од студентите се девојчиња, жени. Така да тука ние ќе имаме повторно пат во однос на финансиската состојба на помеѓу мажите и жените, бидејќи нормално дека како што ќе нема жените финансии, така тие ќе мора да не бидат рамноправни, како да кажам. Сега тука јас би го завршила тоа и мислам дека тука треба да се направи еден голем како да кажам, напор за да можеме во овие вештини. Втора работа што исто сакам да ја одвојам од ова кога зборуваме дигитализација, некако тоа секогаш многу општо го кажуваме. Значи едно е луѓе кои што професионално се бават со дигитализација во IT секторот. Второто е стекнување на дигитални вештини. Тоа што веројатно во салава многу мина го интересира. Стекнувањето не треба сите да бидат инженери, но неминовно е дека во секоја професија мора да имаат дигитални вештини. Ние, како МАСИТ и Министерката за труд сега го спомна тоа, значи, како МАСИТ правевме и со USAID, со Швајцарската амбасада и со Британската амбасада неколку, значи, обуки на луѓе кои што не беа во IT секторот, правници, економисти, од разни сфери, кои што после завршување, бидејќи нашите членки како имаме десетина перфектни, овие што се бават компании со неформално образование, СЕМО, СИВУС, Брейнстер, мислам десетина се тие компании кои што прават на вистина сериозни обуки, бројките беа запрепастувачки. Луѓето немаа работа. 70% после тоа најдоа работа, откако се стекнаа со некакви дигитални вештини. Значи, тука треба да се стави акцентот за луѓе кои што не се фактички во професијата и не треба сите да бидат IT инженери, но тука треба да ја ставиме акцентот на макар и неформално, не макар, него неформалното образование дури дава и конкретни вештини за некоја работа што дури од факултет не ви ги дава. Луѓе кои што завршиле и на фејти, и на финки, додатно земаат некакви курсеви за да добијат лиценци и сертификати. Значи, тоа е она што би помогнало на стопанството многу. Стекнување со дигитални вештини на луѓе кои што не се во IT секторот.
Исто така би сакала да кажам, еве да приликата министерката, пошто е тука, бидејќи јас сум дел и од тоа јавно-приватно партнерство, тоа беше USAID проект и се уште значи постои со коморите 4 и одиме на сериозни состаноци со владините институции и менување на закони. Значи, ако сакаме она да го постигнеме, особено за жените, јас многу и со претходната министерка многу пати разговарав и со сите тие кои што се одговорни околу тоа, новиот закон за работни односи мора да предвиди работа од дома. Сега, значи, тоа највеќе на жените ќе им помогне. Еве, ние во IT компаниите, ви кажувам дека ние од дома работиме. Само што сега уште ајде криза вамо тамо. Знаете како ми вика, па нека работат. Не е така. Кога ќе ви влезе инспекторот, не можам ја докај вас да дојдам за да се објаснуваме сега дали требало или не требало. Тука, значи, мора да се направи големите компании, Microsoft, Facebook, сите Apple, значи, они објавија дека и после кризата 60% од вработените ќе работат од дома. Да, одлично, ви благодарам многу, Анита, за ова излагање. Направивте одлична дистинкција помеѓу она што е професионално бавање со информатиско-комуникацијска технологија и дигиталните вештини кои што сите ние треба да ги развиваме за да бидеме поконкурентни во нашите бизниси и во овој домен за кој што разговараша Нина во делот на економијата и бизнисите. Министер, ќе се спомена прашањето за законот за работни односи. Знам дека е во подготовка и дека спремате и вакви измени. Можете ли да завршиме со вас, да ни кажете што планира владата на оваа тема и да превршиме дискусијата во првиот панел блок? Благодарам, Неда. Сосема накратко, да, беше споменат законот за предлог законот за работни односи, получени од пандемијата и сето она што се случуваше во текот на пандемијата. Во новиот предлог закон мора да се вклучат нестандардните форми на вработување, кои што досега не постоја, работа од дома, работа од далечина, кои што за жал не се регулирани во постојното законско решение и во тој период во времето на пандемијата како директорка на Државниот инспекторат за труд се најдовме во ситуација да одредени компании кои што сакат да ги пуштат вработените да работат од дома нема законска можност, особено во делот на безбедност и здравје при работа и правилникот за безбедност и здравје при работа од дома. Во новиот предлог ќе бидат вклучени овие нестандардни форми. Законот многу наскоро ќе се состане работната група за да го продолжиме процесот на подготовка на законот за работни односи. Ќе бидат организирани трибини и дебати со сите заинтересирани страни со цел да дојдеме до решенија кои што одговараат и на работниците и на работодавачите и решенија кои што ќе значат и вклучување на новите меѓународни стандарди кои што го регулираат работниот однос. Во делот на договорот за вработување мора да размислуваме за скратување на договорот на определено време, затоа што со постојното решение навистина негативно се одразува на жените во репродуктивниот период, можноста да се склучува договор на месец дена и да се обврзува работникот секој месец со склучување на нов договор или анекс на договор, негативно влија и во случаи кога жените во репродуктивен период остануваат бремени, договорот не им се продолжува, се користи оваа законска можност да престане договорот за вработување. Овде мора да работиме и во моментот го согласуваме ова решение со работодавачите и синдикатите. А секако една од новините ќе биде и во делот на хармонизација на семејниот и професионалниот живот, односно воведувањето на платено родителско отсуство, платено родителство за мајчинство и платено родителство за татковство. Тоа е една новина во самиот закон, следејќи директивата на Европската унија за
регулирање, законско регулирање на родителството, мајчинството и татковството, кое што треба да биде платено отсуство во одреден период од растот на детето, а секако и можноста за неплатен одмор, кој што може да отсуство кој што може да го земат и двајцата родители до одредена возраст од развојот на детето. Министарке, дали ќе може да направиме една посебна работилница на оваа тема и јавна дискусија во однос на овие практики? Коеве се обврзувам дека ќе направиме една трибина во овој состав, ЦУП да биде носител на активноста, да ги организирате и работниците и жените предприемачи, се со цел да го слушнеме и нивното мислење во однос на предлозите кои што се дадени во Законот за работни односи.